Втората зграда од стара медицина, каде треба да учат учениците од македонска настава од Тетовската гимназија, се уште не е готова. Надлежните велат дека има сериозен проблем со целокупниот систем за грејење, а работите ги отежнува и студеното време. Сите цевки беа змрзнати и немаше проток на вода во системот. Исто така и котелот што беше со нафта, и тој излезе дека е во дефект и не може да се стави во функција. Веднаш потоа направивме промена на системот на грејење, преминавме на котел со електрична енергија, но откако се стави во функција целокупниот систем, излезе дека имавме пукнатини во целокупниот систем на грејење и ни создаде големи проблеми. Повторно се донесе одлука да се променат сите целокупниот систем на грејење и тоа одзеде време. Се работи на промена сега на целокупниот систем и на сите радиатори, на сите цевки се монтира целосно нов систем на грејење. Ќазими се надева проблемот со грејењето што поскоро да се реши, оти после тоа вели работите ќе одат побрзо. Ќе треба да се постават подовите, да се намести инвентарот и да се исчисти. И покрај ниските температури во објектот секојдневно се работи, но се уште не може точно да се предвиди кога би бил готов за настава.